ова е закон за кој што дури и медиумите, односно соодветни портали кои што се блиски до опозицијските партии нотира дека вака се носи закон. После 12 години имаме нов закон за тутун кој што најде и на поддршка од тутунопроизводителите и од Сојузот на тутунарите, но и од откупувачите, од групацијата во рамки на Стопанската комора. Беа консултирани сите забелешки се вградени. Лично дадов прилог со сите средби кои што ги остваривме во овој период, се со цел да внимателно го напишеме законот и да ги опфатиме сите овие предлози. Она што е клучно е, значи сега е затворен најнар влезене во владина процедура, се чекаат мислењата од соодветните институции и министерства, за да може да биде поставен на влада и да ја завршиме и собраниската процедура. Тоа мора да се направи до почетокот на следната реколта, заради тоа што со самиот закон ги укинуваме белите картони, односно евидентните листови, ги кратиме сите административни процедури, она што го видовме минатата година и што лично се уверив, оние гужви и оние проблеми кои што ги имаат, сите што аплицираат, вадењето и на имотни листови од подрачни единици, од општина, сите тие процедури со ова работа се скратени. Откупувачите директно ќе ги внесуваат податоците за договорите во систем на Министерството за земјоделство. За таа цел Министерството за земјоделство веќе има постапка за надградба на софтверот, кој што ќе биде допред ноември затворен, односно ќе го имаме, за да може да ова исто така законска определба се примени и да ги имаме овие олеснувања за граѓаните и за тутунопроизводителите. Мислам дека особено значено тоа укинување на овие евидентни листови, кратењето на процедурите за да може тутунарите да си ја работат својата работа од која што добиваат екзистенција.